Здраво ученици, добар дојдовте на овој видео час по предметот Географија за 7 оделение. Јас сум Таска Китановска-Велковска, наставник во Основното општинско училиште 26 јули од Скопје. Денес ќе се запознаеме со наставната содржина типови релјеф во Република Македонија. Релјефот во Република Македонија го сочинуваат поголем број на планини, котлини, речни долини, клисури и други типови на релјеф. Република Македонија е ридско-планинска земја, ваквата релјефна структура зафаќа 2/3 од вкупната површина на нашата земја. Најниската точка е коритото на реката Вардар на границата со Грција на 44 метри надморска височина, а пак највисоката точка е врвот Голем Кораб на 2753 метри надморска височина на планината Кораб. Средната надморска височина на нашата земја изнесува 830 метри, што ја прави една од највисоките во Европа. Да видиме како се формирал релјефот. Формирањето на релјефот се врши под дејство на внатрешните и на надворешните сили. Внатрешните сили се манифестираат како вулкани и земјотреси, кои што предизвикуваат тектонски движења, со кои што се врши издигнување и спуштање на земјината кора, и на овој начин настанале покрупните релјефни форми, тоа се планините и котлините. Освен планините и котлините, во нашата земја се среќаваат и облиците од изгаснати вулкани. Да видиме кои се надворешни сили. Надворешни сили се топлината од сонцето, врнежите, водата, речната и езерската, мразот и ветерот. Под дејство на надворешните сили, карпите и земјиштето на површината се раздробуваат и се распаѓаат, и ваквото дејство се нарекува ерозија. Напластувањето пак или таложењето на разорениот материјал се нарекува акумулација. Со овие два процеси се менува постојаниот изглед на релјефот на земјата и се создаваат нови форми. Под дејство на надворешните сили се формирале неколку типови на релјеф. Тоа се речниот или флувијален релјеф, езерскиот или абразивен релјеф, ледничкиот или глацијален релјеф и варовничкиот или карстен релјеф. Речен или флувијален релјеф настанал под дејство на силата на речната вода и така се создале ерозивните облици речно корито, речна долина, клисура, кањон, водопад, меандра и акумулативните облици, алувијалните рамнини, речните острови, делтите. На сликата имаме долината на реката Вардар, Демиркаписката клисура која што исто така се наоѓа по долината на реката Вардар. По долината на оваа река имаме повеќе вакви клисури. Водопадите во нашата земја кои што се прекрасни, особено Смоларскиот водопад, кањонот Камник и така натаму. Езерски или абразивен релјеф настанал под дејство на езерските бранови. Негови ерозивни облици се бранова подкопина, клиф, а акумулативни низок песочен брег, езерска абразија. Висок карпест брег или клиф имаме на Охридското езеро, на Преспанското езеро, островот Голем град, додека пак песочни плажи имаме на сите езера во нашата земја, поточно Преспанското езеро, Охридското езеро до Еранското езеро. Леднички или пак глацијален релјеф настанал под дејство на мразот и снегот. Негови ерозивни облици се цирковите, валовите и така натаму, додека пак акумулативни се ледничките езера. На сликата го имаме циркот Рупа на Баба планина и двете леднички езера на Пелистер, Пелистерски очи. Ваквите глацијални релјефни форми и ерозивни и акумулативни најмногу се среќаваат на Шар планина, Корапскиот масив, Бистра, Стогово, Јабланица, Галичица, Пелистер. Варовнички или карстен релјеф настанал под физичкото и хемиско дејство на атмосферската, површинската и подземната вода во варовничките предели. Неговите ерозивни облици можат да бидат површински и подземни. Површински се карстните полиња, шкрапите, увалите, вртачите, додека подземни се пештерите и јамите. А пак акумулативни облици се пештерските украси, сталактити и сталагмити. На оваа слика ги имаме карстните предели на планината Бистра, прекрасната пештера Убавица или Ѓоновица, која што се наоѓа на планината Буковиќ, и овие слики се од подводната пештера Матка Врело,
која е најдлабока во нашата земја, но и на Балканот, прекрасна пештера и нејзините пештерски украси. За крај, ученици, имате прашања и задачи за домашна. Една од задачите е да истражите колку пештери се откриени во нашата земја и која е најдолга пештера, и да истражите колку леднички езера постојат на Шарпланина и да наброите неколку. Ви благодарам за вниманието.